Во Тетово денес беше одбележан денот на победата над фашизмот и денот на Европа 9 мај во организација на Сојузот на борци. По интонирањето на македонската химна, букети цвеќе пред споменикот на револуцијата положија делегации на локалната самоуправа, здруженија, организации и политички партии. Оваа година се навршуваат 74 години од победата над фашизмот, од триумфот на слободолюбивото човештво над мрачниот фашизам, платен со огромни човечки жртви, истакна во својот говор пред присутните председателот на Сојузот на борци Јоцко Димитриевски. На 9 мај 1945 година, со потпишувањето на безусловна капитулација на нацистичка Германија, официјално беше ставен крај на Втората светска војна, во која учествуваа 61 земја. Втората светска војна беше пресудна и за судбината на македонскиот народ, кој пред војната беше национално угнетуван и обесправен од страна на неговите соседи, за да на крајот од виорот на војната излезе триумфално, создавајќи своја национална држава. Свесни за својата состојба и иднина на својот народ, македонците со другите националности од првиот ден на народно-ослободителната борба активно се вклучија во антифашистичката војна за национална и социјална слобода. Како круна на антифашистичката борба на македонскиот народ и неговата понатамошна судбина беа донесени одлуките од првото заседание на АСНОМ во манастирот Свети Отец Прокопчински од 2 август 1944 година, со која практично беа потврдени одлуките од второто заседание на АВНОј од 29 ноември 1943 година во Јајце. Фашизмот во светот беше поразен. Токму на овој денешен ден, далечната 1945 година, во Берлин, во главниот штаб на Советската армија, беше подпишана безусловна и конечна капитулација на вооружените сили на Третиот рајх. На денешен ден беше поразено и победено најголемото зло на човештвото – фашизмот. Ден кој по многу нешта не опоменува и обрзува нас и нашите идни генерации никогаш да не се повтори најмрачната страница од човештвото на историјата. Да се надеваме дека ќе победи разумот на 21. век. Денес славиме уште еден голем празник, Денот на Европа. Обединувањето на Европа беше сон на малкумина, стана надеж за многумина, а се чини денес е потреба за сите нас. Синото знаме со 12 златни звезди денес се вее низ 28 европски земји. Денес се вее на повеќе места во Република Македонија како надеж и охрабрување дека во скоро време и во Македонија ова знаме и официјално ќе се најде на нејзиниот јарбол. Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово следно ќе одбележи годишнината од загинувањето на првоборецот Илјо Антески Смок. Цвеќе ќе се положи пред неговиот споменик во населбата Двабреста на 17 мај. По повод денот на победата над фашизмот и денот на Европа 9 мај, денес во Гостивар општинскиот одбор на Сојузот на борци организираше пригодно одбележување со собир, реферати и положување на цвеќе. Настанот на кој присуствуваа граѓани, ученици, политички представници и здруженија се одржа во летниот амфитеатар покрај Вардар. Меѓу другото, 9 мај треба да послужи како потсетник дека фашизмот не е искоренет и вистински поразен во Европа и светот. И дека против него треба да се бориме и денес, секојдневно, бидејќи антифашизмот нема алтернатива. Македонија ги почитува, уважува и вреднува овие два големи настани. Тие почиваат на вредности во кои веруваат и за кои работат граѓаните на Македонија. Да не ги заборавиме борците кои ги положија своите млади животи
за да живеат во легендите и да служат за поука на младите генерации. Да знаат дека ова што денес го имаме на македонскиот народ никој не му го подари. Втората светска војна човештвото ја плати со над 50 милиони човечки жртви, меѓу кои и жртвите во логорите на смртта. Одбележувањето се заокружи со положување цвеќе пред споменикот на нападнатите борци во градскиот парк и со едноминутно молчење во знак на почит на оние кои ги положиле своите животи за слобода. На 9 мај 45-та година Германија ја потпишува својата капитулација во Втората светска војна, датум кој се одбележува како ден на победата над фашизмот. Денот на Европа се слави во чест на декларацијата на францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман во 50-та година, како прв важен чекор во настанувањето на Европската унија. Околу 200 средношколци и основци од гостиварски училишта денес се вклучија во волонтерска акција за уредување на кеот на Вардар и градскиот парк во Гостивар. Активноста се спроведе во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието со поддршка на општина Гостивар. Учениците го чистеа отпадот, ги бојадисуваа клупите, обележаа велосипедска патека и поставија паркинзи за велосипеди. Денешната акција е резултат на повеќе средби и активности, на кои ученици од различни етнички заедници дискутираа за проблемите со кои тие се соочуваат во својот град и даваа предлози за нивно решавање. Овој процес денес што го гледате, што ќе бидете дел, е финална фаза од една акција која смислија најнапред вашите другари и колеги од школа. Станува збор за еден процес каде што им порачавме на младите дека може да побараат било што сакаат и што сметаат дека треба да биде направено во општина Гостивар. Се збореше дека многу работи треба да бидат направени, дека треба да се исчисти, дека треба да се постави велосипедска патека, дека треба да се направи реконструкција на некои делови и денес сме токму заради таа причина тука. Во акцијата се приклучи и градоначалникот Арбен Таравари. Мислам дека убави активности кои што ќе влијаат убаво за сите граѓани, меѓутоа и ќе подигнеме свеста кај луѓето, па и кај најмладите за да сочуваат животната средина. Проектот го имплементира Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Младинскиот образовен форум. Општина Тетово пак Денот на Европа го одбележа со еколошка акција во заедничка организација со ЈКП Тетово и невладината Еконатура. Се чистеше местноста Сидол, а активно учество зедоа ученици од основното училиште Кирил и Методи и основното училиште Реджеп Бока од Шипковица. Целта на денешната еколошка акција е да се подигне свеста кај учениците за зачувување на животната средина, следејќи ги европските текови на еколошката свест. Европа денеска го одбележува својот ден 9 мај, европски символ, што заедно со заедничката валута еврото, знамето и химната го представуваат политичкиот идентитет на Европската унија. На овој ден во 1950 година Роберт Шуман го презентираше предлогот за создавање на организирана Европа како опција за одржување на мирот на со војните разурнатиот и поделен континент. Предлогот, попознат како Шуманова декларација, се смета за почеток на формирањето на оно што денеска го знаеме како Европска унија. Со надеж дека во јуни ќе добие датум за пристапни преговори и Македонија го одбележа 9 мај, Денот на Европа и Европската унија. Секретаријатот за европски прашања го организираше традиционалниот ЕУ појадок заедно со амбасадорите на земјите членки на Унијата, амбасадорите на земјите од Западен Балкан и поранешни сегашни домашни политичари и дипломати. За значењето на Европа и децениската успешност на Унијата да се справува со сите кризи, говореше вице-премиерот за европски прашања и домаќин на настанот Бујар Османи, нарекувајќи ја Унијата најдоброто нешто што се случило од Втората светска војна наваму. But no matter of the type, size
and wideness of the crisis. European Union and its member states during the decades of its existence were always finding a way to consolidate and absorb the impact of the crisis. Османи пред дипломатите изрази надеж дека Европската Унија во јуни ќе и даде на Македонија датум за почеток на пристапните преговори. За предизвиците на Европската Унија, од социјалната политика до климатските промени, говореше и евроамбасадорот во Скопје Самуел Жбогар, кој рече дека еден од тие предизвици е и единството на Европа. I see the same need of search for unity here in North Macedonia. It is time to demonstrate unity of purpose and goal and intensify the work, first to start the accession negotiations and second to progress in negotiations fast forward. This is what all parties in the parliament proclaim. This is what your citizens expect you to do. Жбогар додаде дека денеска не може да вети дека во јуни ќе бидат отворени преговорите со Македонија, но вети силна поддршка. Неу појадокот учествуваше и новоизбраниот претседател Стево Пендаровски, кој во своето обраќање стави акцент на престојните европски избори, кои се многу значајни за Македонија, како што рече, како кандидатка за членство, и додаде оти се надева дека ќе победат проевропските сили. Waiting for good news from all European capitals in the last 10 days of this month, and waiting to work with all of you. I would like to congratulate all of you Europe's Day, and to have many successful gatherings of this type in the near future, and of course to hear good news in the next month from the European capital, from Brussels. На денешен ден пред 69 години Роберт Шуман го презентираше предлогот за создавање на организирана Европа, како опција за одржување на мирот на совојните разурнатиот и поделен континент. Предлогот, попознат како Шуманова декларација, се смета за почеток на формирањето на она што денеска го знаеме како Европска Унија. Приведени 3 лица заради поседување марихуана. Марихуаната е пронајдена при преглед откако вчера вечер на локалниот пат Копанце-Туденце. Полицијата го запреле возилото кое го управувал 22 годишен тетовец, а во кое биле и тројца сопатници на возраст од 21, 17 и 20 години. Тројцата од нив се задржани во полициската станица Тетово, додека 17 годишникот ќе биде повикан за целосно расчистување на случајот, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера околу 10 часот на улица Страшо Пинџурпак, зад паркинг на стамбена зграда, биле приведени и двајца гостиварци на 27 и 31 годишна возраст, кои уживале наркотични средства. Во билтенот на СВР Тетово информација за сообраќајна незгода, која се случила вчера околу 10 часот и 20 минути на паркинг на улица Маршал Титово, Тетово. Товарно возило Fiat Ducato со скопски регистерски ознаки, управувано од 34 годишен скопјанец, враќајќи се наназад удрило во 77 годишна тетовка пешак, која притоа здобила тешки телесни повреди. Со истото возило пренесена и задржана во Тетовската клиничка болница за натамошно лекување. Во Гостивар пак вчера 34 годишен гостиварец задобил тешки телесни повреди, растоварајќи арматурно железо од приколка на товарно моторно возило. Набрзо тој е пренесен во Гостиварската болница, а по укажаната лекарска помош префрлен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје, информираат од Тетовската полиција. Во вчерашната акцијска контрола на подрачјето на СВР Тетово вкупно биле опатени 62 возила, 37 во Тетово и 25 во Гостивар, од кои 41 упатено е на технички преглед. Од нив 14 биле технички неисправни, односно утврдена им е неисправност на сопирачките. Технички неисправните веднаш се исклучени од сообраќај. Покрај овака едно возило во Тетово откриено е дека имало истечена сообраќајна дозвола и еден гостиварски возач не се придржувал на законските ограничувања предвидени за почетници.
Констатираните прекршоци во оваа акциска контрола заокружени се со 17 прекршочни платни налози, од кои 9 во Тетово и 8 во Гостивар, 4 барања за поведување на прекршочна постапка, од кои 1 во Тетово и 3 во Гостивар, и со 2 мандатни платни налози, по 1 во Тетово и во Гостивар. Целта на акциската контрола е навремено откривање и законско санкционирање на технички неисправните возила, учесници во сообраќајот, како и на друг вид прекршоци, информираат од СВР Тетово. Денес се навршуваат 4 години од настаните во Кумановската населба Диво населје, во кој животот го загубија 8 бранители. Престрелката во Куманово меѓу вооружената група и безбедносните сили на 9 мај 2015 година започна рано утрината во 4 часот и 30 минути и траеше речиси непрекинато 30 на часа. Загинаа Шарко Кузмановски и Сашо Самойловски од Тетовска Брвеница, Ненад Серафимовски од Гостиварско Зубовце, Горан Илиевски од Гостивар, Бобан Ивановик од Скопско Стајковци, Исамедин Османи од Скопско Студеничани, Љубиша Арангеловиќ од Скопје и Горан Стојменовик од Миладиновци. Загинатите бранители постхумно беа одликувани со медал за храброст. Во полициската акција за разбивање на оружената група беа ранети и 37 припадници на полицијата. 9 мај 2015 година граѓаните го паметат како ден на голема загуба и жалост. За настаните во Диво населје во февруари 2016 година започна судска постапка, со која беа офатени 29 лица кои се товарат за сторени дела, терористичка организација и тероризам. Судскиот процес се уште не е конечно завршен. Европската банка за обнова и развој ќе влезе во финансирање на изградбата на автопатите Скопје-Блаце и Кичево-Гостивар, односно првата делница Кичево-Букојчани. Ова ги истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на годишните средби на Европската банка за обнова и развој, кои се одржуваат во Сараево. Европската банка за обнова и развој во јавните инвестиции е сконцентрирана главно во транспортот, пред се поддржува проекти во патна и железничка инфраструктура и портфолиото изнесува 622 милиони евра. Ние договоривме поддршка и во идниот период на изградба на важни патишта во нашата земја, пред се Скопје-Блаце, потоа изградба на патот Кичево-Гостивар и тоа првата фаза Кичево-Букојчани, како и поставување на електронски патарини долж коридорот 8, како и на патот Миладиновци-Штип, што е многу важно за граѓаните. Ние веќе побаравме и очекуваме до крајот на годинава да добиеме грант, односно неповратни средства во износ од 27 милиони евра за патот Скопје-Блаце, а исто така е добро што веќе имаме добиено грант од инструментот за Западен Балкан за патот Кичево-Букојчани во износ од 20 милиони евра, значи тоа се средства кои што се неповратни и не треба да бидат вратени. Времето денес беше умерено до значително облачно, попладне со услови за локален дожд. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец. Температурите се движеа во интервал од 3 до 15 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност, попладне со локален дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 4 до 19 степени Целзиусови.